Почитувани гледачи, добро вечер. Го гледате последното издание на Правда и неправда за оваа година со мене Гордана Дувњак. Ако 2018 година ја означивме како година на судски реформи, некако природно е на крајот на годината мој гостин во ова студио да биде министерката за правда, доктор Рената Десковска-Треновска. Или обратно, Треневска-Десковска. Добро вечер. Добро вечер. Господјо Десковска, вие сте министер од јули оваа година. Претходно бевте во ресорот на образование и можеби Министерството за правда, во кое што дојдовте, е едно од ретките министерства каде што и министерот и заменикот се од иста партија. Дали тоа значи дека СДСМ конечно му дава полно значење, им дава на судските реформи? Факт е дека судските реформи се приоритет во делот на реформските приоритети кои што ги имаме за пристапувањето кон НАТО и кон Европската Унија. И сите оние задачи кои што ги имаме, цела листа што треба да се спроведат, најголемиот дел паѓа во ресорот на правда, еден дел паѓа во Министерството за внатрешни работи и некои други во одбрана. Значи, тие се ресорите што реално се најбитни во овој процес. Јас не би сакала да влечам паралели според разместувањето на луѓето на што се дава приоритет. Сите министерства по мене се значајни, ништо помалку значено не е и образованието, дури мислам дека еден од најзначајните ресори ако се има во вид иднината на државата, но факт е дека во ресорот правда треба да постигнеме најмногу резултати за најкраток временски период. Да, вие во едно од вашите први јавни обраќања рековте дека сте свесни дека доаѓате во потежок ресор. Кажете ми, барем досега, после година и пол, се случија ли вистински реформи во правосудството или се уште се на ниво на козметика, бидејќи дел од оние кои што се упатени во оваа материја тврдат дека се уште сме на самиот почеток и една клучна забелешка дека тешко е да се прават реформи со истите луѓе кои што во изминатиот период биле кочничари на некој начин на реформите во правосудството. Значи, каква е вашата оценка за текот на реформи? Процесот на реформи кои што се одвиваат во областа на правдата, своја улога имаат повеќе институции. Министерството за правда има собствена улога, но судскиот совет, советот на обвинители, судовите, обвинителите си имаат друга улога и сите имаат различна. Во делот кој што го покрива Министерството за правда, а тоа е измената на законската регулатива која што треба да овозможи независно судство, ефикасно судство, приближување на македонското законодавство со европското законодавство, јас мислам дека направивме значајни чекори. Значи, во изминатиот период во кој што јас сум во Министерството за правда, правиме сериозни консултации со меѓународните институции со кои што треба да добиеме одобрение дека нашите закони се реално усогласени со европското законодавство. Значи, поминавме еден тежок процес на скоро секојдневни консултации со експерти од Венецијанската комисија додека го усогласувавме законот за судови. И не беше лесно. Некогаш во ист ден праќавме по 2-3 мејла, се слушавме на телефон да видиме дали точно разбираме одредена препорака, како треба да се формулира. Сепак сигурно сте свесни за општиот впечаток. Не, ми е јасно, значи дека сепак очекувањата беа побрзи да бидат реформи. Очекувањата се брзо да биде, одма се да се случи, но факт е дека за некои работи треба и да се изоди еден пат и да се изоди процесот како што треба. Значи факт е што јас го согледа во моментот кога влегов во Министерството за правда, во мај месец биле донесени измени на законот за судови, во еден дел се поздравуваат како успешни, но еден дел баш од тие измени се критикува како проблематичен од аспект на Венецијанската комисија. Сега ние и мораме да признаеме дека тоа е закон што се носи со двотретинско мнозинство, токму тие одредби кои што биле ставени како резултат на меѓусебен компромис на партиите за да се постигне двотретинско мнозинство се тие кои што се критикувани од Венецијанската комисија. Сега јас не можев да си го дозволам тој луксус повторно да правиме измени кои што ќе ни бидат пак критикувани, па пак да се враќаме назад за закон за кој што треба да воспоставиме консензус. И затоа нашата идеја беше дека подобро е
согласноста околу реформите, потврдата дека сме на вистински пат да дојде пред тие закони да бидат пуштени во собранието. Така што мене ми е драго што после 4 години од добиени препораки од Венецијанска комисија, ние сега имаме признание од Венецијанската комисија дека на добар пат сме, дека практично се имплементирани нивните препораки, дека е тоа што требало да се постигне. Но исто така јас сум свесна дека носењето само на законите не е доволно. Имплементацијата е секако битна. Во делот на законската рамка водиме сметка да се воспостават механизми кои што треба на некој начин да ги принудат дури и оние што не сакаат да ги имплементираат законите да се сообразат со законското однесување. Значи, јас сум свесна дека во еден период, односно во еден дел, значаен фактор во спроведување на реформите е Судскиот совет. Но исто така сум свесна дека за многу работи во Судскиот совет јас немам партнер со кој што можам да спроведувам реформи. Да, и најголемите забелешки токму и во јавноста се упатени во тој дел, дека токму тие луѓе кои што на некој начин го спорува патот на реформите се уште на своите места. Цело време зборувавте и вие, како во времето кога бевте опозиција, за Сваровски судство, истите судии се уште може би малку поместени на други позиции, меѓутоа дел од судството. Не знам, оние кои што беа лоцирани, детектирани како виновници и по една година не може да бидат разрешени. Ако беше во еден момент, може би, реизборот оценето како погрешен и непотребен чекор, сепак очекувањата беше дека некакво проветрување ќе има. Значи, Министерството како за да чекате природни некои процеси да дојдат. Ниту владата, ниту Министерството за правда нема апсолутно никакво право да се меша во избори и разрешување на судии. Дури препораката на Греко последната е дека дури формално треба Министерот за правда да се исклучи од членство во Судскиот совет. Значи, ние даваме аргумент дека ниту јас, ниту претходниот министер, ниту два министри пред него не одат на Судскиот совет заради тоа што и покрај тоа што имаме законска одредба дека ако одиме нема да имаме право на глас, барањето е да се исклучи. Значи, извршната власт апсолутно нема никакво право да се меша во именување и разрешување на суди, но мора да создадеме законска основа ако членови на Судскиот совет не работат онака како што треба, да може да бидат разрешени. Тоа за прв пат се предвидува сега во законот. И тоа е исто така една процедура која што на прв поглед можеби не изгледа лесно, но факт е дека во консултациите кои што ги правиме со релевантни меѓународни институции, идејата е дека не смееме да создадеме процедура која што ќе се злоупотребува од страна на извршната власт за притисок и разрешување на членови на Судски совет, но исто така не смееме да ги оставиме тие членови да бидат недопирливи. Сега прв пат предвидуваме во Законот за Судски совет процедура за одговорност на членови на Судски совет. Да, обично сте внимателни кога станува збор за судската власт и овој тип на органи како Судски совет. Меѓутоа, за прв пат бевте многу децидни минатата недела околу недоместоците за членовите на Судски совет и одлуката ја нарековте срамна и незаконска. Значи, јас... Дали очекувате дека ќе има оставки, можеби, во тој дел? Јас искрено не сакам да прогнозирам што ќе има како резултат на тоа, но морам да кажам дека неколку пати го препрочитав Законот за Судски совет и односно за плати на членовите на Судскиот совет и таму јасно си стои дека, односно нигдека не стои дека они имаат право да си ги доделуваат на доместоците кои што им следат на судиите. Исто како што немаше право Државната комисија за спречување на корупција, која што незаконски си делала и тоа кога се утврди во ревизија, се повлекоа самите. Ова што го прави Судскиот совет е навистина скандалозно. Тоа е исто да се рече и аргументацијата дека имале вишок пари па си ги делат е апсолутно недозволена заради тоа што тие располагаат со буџетски пари. Тоа е исто како да се рече владата имаме вишок пари, сега ајде ќе си ги поделиме. Значи тоа е нешто што е вон закон. Од друга страна па токму Судскиот совет од чии редови председателот на Судскиот буџетски совет тврдат дека ниту една
владеачка гарнитура до сега не го обезбедила тој фамозен 0,8 од 100 од БДП, кој што е наменет за работа на судовите. Дали оваа влада во тој дел нешто ќе промени? Јас искрено да ви кажам, кога разговаравме во Министерството за финансии, јас бев присутна на тој состанок за планирање на буџетот и за следење на реализацијата, се увиде дека реално овој буџет што во моментов е доделен значи за оваа година што изминува во рамките на судството не е потрошен, значи не е реализиран. Сега мојата заложба беше и она што порано се ставало во буџетот на Министерството за правда, а било наменето за судството, да им се лоцира нив. Значи тие треба самостојно да си располагаат со тој буџет. Но наидувам на некогаш и парадоксални ситуации во комуникацијата со судскиот совет и тоа навистина ми покажува на некој начин отпор да се вклучат во реформите кои што се потребни. Ако ние сме зацртале согласно стратегијата за реформи, согласно законите, дека Судскиот совет треба да формира информатичко-аналитички центар во своите редови, кој што ќе биде во функција на судството, и ако наидувате на безсмислени аргументи од страна на председателот на Судскиот совет и на некој начин создавање на алиби ситуации зошто да не се формира тој совет, навистина јас се поставувам знак прашалник дали некој намерно ги кочи реформите со цел во одредена област ние да не добиеме позитивна оценка дека навистина сме постигнале она што треба. И па уште повеќе потврдувате на некој начин дека е неоправдано, можеби, толку долго влекување на некакви суштински промени, токму во оние органи од каде што треба да тргнат промените, кои што на некој начин треба да бидат партнер во реформите. Значи сега јас ви кажувам, затоа ние ставивме во Законот за судски совет постапка за разрешување. Ако некој работи спротивно на закон, тој треба прво да одговара кривично, а второ и да биде разрешен. Таква одредба, имаше елементи за разрешување? Ке покреневте постапка? Значи, јас како министер не можам да покренам, сепак тоа е прашање кое што е надвор од доменот на министерството, но постои процедура. Јас не можам да предпоставам дали тие што ќе бидат надлежни ќе ја покренат таа постапка, но постапка ќе има во законот и јас очекувам дека секој ќе биде на висина на својата задача да си ја свати сериозно работата. Очекувате ли подобра соработка со новиот, не е тој нов, меѓутоа освежен судски совет, бидејќи од неодамна има кооптирано 5 нови членови од редот на судиите? Искрено да ви кажам, јас очекувам да си ја работат работата онака како што треба. Соработката со мене треба да биде во рамките на приоритетите кои што ги имаме. Сметате дека досега не ја работат онака како што треба? Досега не. Значи да имаме ние алиби ситуација во која што не може да се формира центар заради тоа што немале просторија. Првиот ден кога дојдов јас им беше доделена со одлука на влада просторија во која што треба да се формира. До ден денеска уште тој центар не е формиран заради тоа што 2 месеци не одеа да го земат клучот на таа просторија и ми пишуваа писма дека не го превзеле. И тоа е навистина парадоксална ситуација. Сега да мафтаат со некакви одлуки на Министерството за финансии дека немаат луѓе они за да формираат центар, значи постојано гледам ситуација во која што тие си бараат алиби, креираат алиби ситуации да прикажат дека не може да ги спроведат реформите. Значи ако се има волја, ако се има желба, ќе беа вклучени активно во изминатиот процес. Понатаму, едно од прашањата кои што се поставува е расчистување на злоупотребите на АКМИС системот. Значи, Министерството за правда направило комисија. Бил извршен увид во неколку судови и во 2 се воспоставен се увидело дека постои злоупотреба на АКМИСот. Најмалку што треба Судскиот совет е да се произнесе по тој извештај, да направи да превземе чекори. Значи јас таква реакција од нив не гледам. Таква реакција нема, макар што минатата недела мој гостин беше шефот на Скопското обвинителство и тој тврдеше, барем од она што го утврдила во предистражната постапка, дека дел од тие нотирани забелешки во извештајот и не се баш такви. Значи, нека го испитаат, нека кажат. Значи, нека утврдат, нека кажат. Јас не гледам реакција од нив. Нека дадат аргументи зашто или не е тоа што... Како и да е, мора тој случај да има некаква разврска, затоа што вака останува да лебди во воздух.
Денеска на полноќ истекува рокот за поднесување на барања за амнестија. И последната бројка, и покрај тоа што рокот на полноќ истекува, е 62 барања. Ве обвинуваат како влада дека сте направиле со овој закон упат во судскиот систем и оти со селективна правда го рушите концептот на владење на правото, што во предизборието беше вашен главен аргумент за добивање на власт. Значи, кога се поставува прашањето за законот за амнестија, значи за било кој закон за амнестија, факт е дека станува збор за закон кој што буди емоции кај луѓето, буди различни мислења, различни ставови. Сега, истото се случуваше и со законот за амнестија во 2001 година, истото се случува и со овој закон. Дури овдека има и една друга тежина. Тие што беа директни жртви на насилниците и на настаните на 27 април, требаше да го гласаат овој закон за амнестија. Кога разговаравме и со меѓународната заедница и меѓу нас, што тоа ќе значи од аспект на оценка на реформите во владењето на правото? Дали тоа ќе значи на некој начин негативна оценка ќе спровоцира во она што го правиме во областа на правдата? Дојдоа аргументи од лица кои што се на некој начин ценети по својата експертиза во меѓународната заедница, дека практично законот за амнестија ќе значи дека на некој начин ќе значи давање на правна рамка во која што судот ќе треба да одлучува во конкретниот случај. Не е ли ова префрлање на жешкиот костен и на судството и на обвинителството? Не, полошо ќе беше да им го ставите нив и со било какви други задкулисни игри, притисоци и слично да барате да одлучуваат вака или онака. Ама еве сега пак се ставени во позиција да одлучуваат. Во чиста ситуација. Законската рамка им ја дава собранието. Значи, на некој начин судот суди врз основа на кривичниот законник во кој што се одредени казни, описи на кривични дела и слично. Сега, исто така, во судските постапки треба да го има во предвид законот за амнестија кој што им ја дава правната рамка. Значи, од аспект на владењето на правото, на реформите, нема да има последица и ние тоа го видовме и од изјавата на Европската комисија. Да, меѓутоа ќе се доведат во една нерамноправна положба. Законот ги иззема организаторите и оние кои што биле службени лица и учествувале директно во тој настан, меѓутоа на некој начин ги амнестира пратениците. Значи, сето тоа остава впечаток дека мотивите се длабоко политички. Немаше ли начин, поинаков начин да се дојде до двотретинско мнозинство, а не на ваков начин, затоа што факт е да не беа пратениците оние што ги отворија вратите, можеби немаше да се случи тоа што се случи на 27. Значи, од аспект на тоа дали се дискриминира или не одредена категорија со законот, гледано од теоретски или нормативен аспект, немате дискриминација заради тоа што вие не правите разлика меѓу различни лица кои што спаѓаат во иста категорија. Туку разликата дали одредени категории ќе добијат амнестија, одредени не, тука би постоела никаква дискриминација. Значи, од тој аспект нема такво разликување. Факт е дека не се амнестирани сите со тој закон, но исто така, ако отворите, ќе видите дека и во другите закони за амнестија не се дава генерална амнестија за сите. Овдека на некој по специфичен начин, на многу по-конкретен е дадено исклучувањето. Никако се прави обид да се стави знак на равенство со настаните од 2001. Меѓутоа, никако тие различни правни ситуации не може да се подведат под исто. Сакам да ве прашам... Ама дури, знаете, од аспект на траумата што доживеани во 2001 и денеска, на 27 април, исто така имате и разлика во траумата доживеана тогаш и сега. Секако двата се лоши настани со тешки последици. Секоја амнестија е неправедна, најмногу е неправедна спрема оние кои што биле жртви. И тука ви велам, оние кои што ја турка амнестијата, кои што ја гласа, се директните жртви на тие случувања. Како гледате вие на ова како правник? Вие сте
правник по професија. И колку во одредени ситуации Десковска како правник и Десковска како политичар е во расчекор? Искрено да ви кажам, јас не правам расчекор меѓу мојата правничка позиција и она што го представувам во Министерството за правда, и тоа им е јасно дури на премиерот и на другите колеги министри. Никогаш не ме пратиле во јавност, ниту јас сум прифатила да одам да бранам нешто што мислам дека не е исправно или да кажам нешто што не мислам. Она што е многу интересно во целата оваа ситуација е што во еден период јас барем така ве знам и така ве запознав како млад правник со Тања Каракамишева, бевте асистенти на Саво Климовски. Меѓутоа, сега во оваа позиција како да сте на различни позиции и правото како да го толкувате на различен начин. Не е ли малку чудно? Право си е право. Како во математиката 1 и 1 што се 2, така и во правото. Јас од секогаш сум се залагала за толкување кое што ќе оди баш по тие математички и логички принципи. 1 и 1 2, 2 плюс 2 4 и толку. Значи да нема креација. Имаше колеги на факултетот кај мене кои што велеа дури на прв час кога влегуваа кај студентите им велеа, знаете, во правото не секогаш 1 и 1 се 2 и слично. Значи моите правни толкувања и моето сваќање за правото е дека треба да бидат логично извлечени заклучоците и по мене најдобри правници се оние кои што се добри математичари, кои што имаат добра логика. Како тогаш се справувате со некои ситуации кога треба да се проголтаат некои правни аргументи во име на некаква повисока политичка цел? Затоа што од 2014 вие сте и политичар, и пратеник, и подпредседател на собрание. Колку можете да бидете доследни на правото? Па макар и во оваа улога. Правото го сте доследни во моментот кога го креирате, дали и тоа доследноста се гледа од тоа дали кога гласате закон, кога предлагате закон е во согласност со уставот или не, значи тоа е доследноста. Се што вие во рамки на уставот ви дава можност за политичка проценка и за регулирање. Уставот е тој кој што ви ги одредува границите. Кога применувате право, значи тука доследноста се гледа дали ги спроведувате законските норми онака како што се напишани, онака како што се регулирани. Така што во тој дел јас никогаш не сум предложила во собранието закон, значи како министер за правда, кој што излегува од рамките на уставот. Тврдам дека законите кои што излегуваат од министерството се уставни. Исто така во практицирањето ова на некој начин може би има законодавецот право да донесе закон за амнестија, меѓутоа ќе се согласите дека на некој начин го доведе во многу непријатна ситуација и судството и обвинителството, особено за овој предмет каде што макотрпно со денови се работеше, маратонски судења и сега на некој начин ова значи чекор назад враќање. Значи, делот, бидејќи повторно се враќате на законот за амнестија... Бидејќи не ја кријат разочареноста ни кацарска, ни обвинителката. Значи, законот за амнестија е прашање на политичка проценка. Дали била, и тоа беше работен во групата, не во Министерството за правда или во владата, во групата која што беше во собранието. Дали пратениците направиле добра проценка или не, тоа е прашање кое што може да го дебатираме. Дали законот е уставен или не? Направиле добра дали законот е уставен или не, тоа е друга работа. Значи, зависно што гледате како крајна цел која што треба да дојде. Јас искрено бев член на комисијата за 24 декември. Ние утврдивме во тој извештај дека има прекршување на устав, закон за собрание и на деловникот за работа на собранието. Но исто така видовме дека некој тој извештај го прогласи за палома хартија и никогаш не го имплементираше во смисла да се понесе одговорност од оние кои што беа јасно и гласно утврдени за одговорни во тој извештај. Таа неодговорност, таа неказнивост која што постоеше доведе до 27 април. Да, значи, ние видовме сега удите чекор понатаму дека тоа ескалираше. И влеговме во судска процедура и застанавме. Сега сме во судска постапка која гледате дека веќе има
капацитетни институции кои што можат да меѓутоа одлучат. нема завршница. И сега, ако тргнете правилно да се водат, да речеме, обвиненија за сите кои што, секој оној што влезе во собранието, секој сторител на кривично дело. Значи, вие ни од љубопитност не смеете да влезете неовластено во собранието. Значи, таму колку луѓе имаше? Не знам, повеќе од 100.000, немам појма колку. Значи, тие сите луѓе можеа да бидат предмет на кривичен прогон, така или не? Заради тоа што тие сторија кривично дело, за нив не беа покренати судски постапки. Сакате да кажете дека во старте и селективно и обвинението беше за тоа што се лоцира на 33 личности? Ако се тргне за сите, требаше буквално сите до еден да одговараат за тоа што го направиле. Значи, не беа покренати постапки за нив. Беше покренати постапки за одреден круг за кои што сметале дека се најпроблематични дела и тргнале во гонење на тие. Значи, проценката на парламентот, без оглед дали ние сакаме, ни се допаѓа или не, јас сум била во парламентот и јас се чувствувам како жртва. Мене ми е можеби многу потешко од вас кога го гледам законот за амнестија, заради тоа што сите ние сме поминувале низ еден процес на трауми во изминатиот период. Но прашањето е на политичка проценка, која е целта до која што сакаме да стигнеме и некогаш на патот ви наоѓате на чекори кои што не ви се допаѓаат. Она што е во доменот на Министерството за правда, јас ве уверувам дека сесрдно се трудиме, се што е наша задача да го оствариме онака како што треба по сите европски стандарди и мислам дека тој дел, значи, она што е пуштено во собрание како закони на предлог на Министерството за правда, се закони со кои што ќе можеме да навистина да добиеме позитивни оценки од Брисел. Тука ќе направиме мала пауза. Јас ќе ја побарам од режијата, ќе го побарам прилогот на мојата колешка Искра Пирчевска, која што токму се осврнува на тие 35 реформски закони, па потоа ќе се вратиме во студијата. После речиси 4 години од препораките на Венецијанската комисија, Македонија ги заострува критериумите за утврдување на одговорност на судиите. Измените на законот за судове е веќе испратен во собранието, а министерката за правда Рената Десковска очекува сите 120 пратеници да гласаат за предложените законски измени. Според нив, одговорноста на судиите се врзува за два услови. Првиот е повредата што ја направил судијата да биде сторена со намера или очигледна небрежност без да постојат оправдани причини за тоа. И вториот услов е таквата повреда да предизвика тешки последици. Според предлогот на Министерството за правда, како нестручно и несовесно вршење на судиската функција, заради кој може еден судија да биде разрешен, меѓу другото се подразбира ако во две последователни оценувања добие две негативни оценки, ако неовластено издава класифицирани информации за судски предмети, ако без оправдани причини одолговлекува постапката или ако не земе во работа предмет, а поради тоа кривичното дело застарело. Она што предизвикува дилема во предложените измени е како ќе се утврди одговорност на судија кој правосудно осуден на пониска казна од 6 месеци, а при тоа кривичното дело за одговорност на судијата како функционер во кривичниот законник не постои. Нема да биде кривично дело кое што се однесува конкретно на судиите, но одредени кривични дела кои што може да произлезат од нивното однесување, а се под 6 месеци казна затвор или санкција која што ги прави недостојна, ќе биде на оценка. Значи, ова нема автоматски да престанува мандатот на судијата, туку судскиот совет ќе одлучува дали тука има основ да биде применета ова одредба. Слободното судиско уверување нема да биде загрозено со одредбата за разрешување на судија поради намерно или неоправдано направена крупна професионална грешка, вели Десковска, и појаснува дека во праксата се покажало дека има судии кои земале во работа предмети кои не смееле да ги земат или пак применувале погрешни закони при донесувањето на пресудите. Има секакви ситуации се изнагледавме во судовите. Значи, вие тужите за нешто, имало судии кои што буквално спроведуваат, применуваат сосема закон кој што не треба да се примени во тоа. Значи, тоа се сепак крупни грешки кои што судијата мора да води сметка, а тука повторно ова се врзува со штета. Значи, штета имате нанесена голема на странките. Во законот се предвидени дисциплински мерки за сторена дисциплинска повреда во работата. Дисциплинските мерки ги изрекува судскиот совет, а тие можат да бидат писмена опомена, јавен укор или намалување на платата во висина од 15 до 30% од месечната плата на судија во трајање од 1 до 6 месеци. За да стапат на сила измените на законот за судови, потребно е да гласаат 80 од 120 пратеници во Македонското собрание.
Министерке, го слушнавте прилогот на мојата колешка Петчевска. Очекувате ли дека ќе го обезбедите потребното мнозинство до 80 гласови? И колку од овие закони се веќе усогласени со опозицијата? Утре овие закони влегуваат во собраниска процедура. Значи, очекувам за овие закони кои што се испратени од Министерството за правда, значи Законот за судови, Законот за судски совет, Законот за прекршоци, Законот за управни спорови, Законот за извршување на санкции, да имаме доволно мнозинство и покрај тоа што само за 3 од нив е потребно двотретинско, но мислам дека сите тие закони ќе добијат поддршката од минимум 80 пратеници, а искрено очекувам дека после мислењето кое што го добивме од Венецијанска комисија, дека сите 120 пратеници треба да гласаат, ако ништо друго, барем за законот за судови, заради тоа што го добиле како препорака во нивно време во изминатиот период, препораки кои што се повторувале, сега прв пат ги имплементираме и го најдовме начинот. Значи, и јас реков дека за некои, за она што навистина не е усогласено со Венецијанска комисија, значи ние разговаравме во изминатиот период со пратениците да видиме мнозинството. Законот за судови им беше поделен на пратеничките групи уште, мислам дека во октомври месец. Во процесот и чекавме нивни коментари. Некои дадоа, некои не се одзваа. Зошто се откажавте од депрофесионализацијата на судскиот совет? Значи, во делот... Имам чувство дека сте многу внимателна околу промената на моделот. Значи, делот за околу тоа дали судскиот совет ќе биде професионално или депрофесионализирано тело, постојат неколку аргументи. Едно е она што веројатно е уставна рамка која што вели дека практично членството во судски совет е неспојиво со вршење на друга јавна функција или професија утврдена со закон. Судиите како судската функција исто така утврдена како функција, така што во тој поглед ќе влезавме во еден вид на меѓусебна инкомпатибилност на одредбите. Да, нова решение беше предвидено во стратегијата за реформи. Да, има и еден друг проблем. Дали планирате можеби ревизија на стратегијата? Значи, ние аргументите во кои делови се одстапува од стратегијата ги испраќаме во Брисел и разговараме со со оние нивни представници со цел да ги дадеме аргументите. Значи, ние исто така сме предвиделе во стратегијата и генерално имаме и во програмата на владата и секаде дека ќе одиме на уставни измени за членот, министерот за правда да не биде член на судски совет. Факт е дека одредени моменти не ни дозволуваат промена на устав за одредени прашања и дека тоа ќе значи обременување на процесот. Јас мислам дека никој од нас не би барал да воведуваме одредби во законите кои што се спротивни на уставот, но исто така и не биле клучна обврска. Но тука постојат и други проблеми кои што мораме да ги загледаме. Искуствата токму во овој дел на депрофесионализацијата се многу различни во регионот. Например, колку и тоа го имавте во вид при се разгледувавме, значи например еден од примерите кои што ни ги дава беше примерот со Хрватска. И тука факт е дека тие имаат депрофесионализација, но оние членови кои што се надвор од судството се членови кои што произлегуваат од академската фела. Во нашиот устав си стои кои може да бидат членови избрани од собранието и тука јасно се наведени, например, адвокати. Вие не можете со закон да забраните адвокатите да бидат избрани за членови на судски совет, но исто така ќе биде многу проблематично и ќе отвара многу конфликти на интереси кога еден адвокат кој што застапува судски предмети пред судиите треба да одлучува за нивно разрешување, а во исто време и адвокат и е член на судски совет. Така што ќе се отвореа многу проблематични точки во тој процес ако влезавме во делот на регулирање на депрофесионализација. Еден од законите кој што е дел од овој реформски пакет е новиот закон за антикорупцијски закон кој што го помина првото читање. Опозицијата ве обвинува во овој момент дека намерно тактизирате со изборот на членови на антикорупцијска, се со цел да нема контрола во трошењето на пари за претседателските избори
Не. кои што треба да бидат распишани во Значи, февруари. наша желба и наша цел е што побрзо да се донесе законот за спречување на корупција. Јас очекувам дека пратениците на опозицијата ќе го овозможат тоа да се случи до крајот на оваа година, со цел да се распише конкурсот и да се изберат А што ќе се членови на случи со објавениот Државната оглас комисија? и Значи, пријавените 38 кандидати, 39? Она што се случуваше во сферата на измената на законот и консултациите. Законот, кога беше изработен, беше испратен на експертска оценка од страна на Европската комисија. Че сакавме да бидеме сигурни дека кога влегуваме во процес на носење на сериозен закон, кој што ќе биде оценуван од Европската комисија, да имаме потврда дека сме на вистинскиот пат. Од нив добивме препораки за промени во одредени области, например процесот на селекција, како ќе оди тие, се уште нема доверба во тоа дека комисијата за избори и именување во собранието ќе биде на некој начин објективна во селектирањето на кандидатите кои што ќе ги предложи во собранието и покрај тоа што имаме транспарентност на постапката за интервјуирање на кандидатите и слично. Значи во тој дел направени се одредени измени со цел да следиме одредени препораки кои што Колку е биле реално успешни да се приказни. очекува дека ќе добиеме Ставаме- вистинска антикорупцијска комисија со сите атрибути кои што се потребни Значи за ефикасна борба прво против за корупција? роковите. Значи ставаме одредби во законот кои што ќе овозможат скратени рокови за да се избере Државна комисија за спречување на корупција во најскоро време, тоа значи во јануари месец да биде завршен тој процес. Значи целта наша е законот да се донесе веднаш, а комисијата да се избере во јануари. Јас се надевам дека опозицијата ќе биде свесна дека станува збор за реформски закон кој што бил на експертиза во Европската комисија, кој што добил позитивна експертиза на промените кои што беа сугерирани, потоа направени, повторно испратени и дека нема да го блокираат истиот во собранието со цел на вистина да покажат волја. А од ова можам да Инаку- заклучам дека ќе биде поништен огласот кој што е во моментот? Значи, идејата која што ја разговаравме беше дека сугестијата е дека ние мора да избереме, дека е пожелно всушност да избереме Државна комисија за спречување на корупција согласно новиот закон, согласно поострените критериуми кои што се дадени внатре и согласно транспарентна и деполитизирана постапка. Значи, целта беше практично да и она што ни е сугестија да воспоставиме силен механизам во Државната комисија за спречување на корупција. Но јас во неколку наврати сум го кажала, не само за оваа комисија, не само за судскиот совет, секогаш улогата која што ќе ја вршат институциите многу зависи од луѓето кои што ќе седат во тие институции. Јас очекувам и се надевам дека луѓе кои што се спремни да се посветат на борбата со корупцијата ќе се пријават на новиот оглас кој што ќе биде распишан согласно новиот закон и ќе бидат избрани во таа комисија. Додека разговаравме, добивме и прашање од гледач кој прашува кога ќе биде донесен закон за потеклото на имотот на избраните и именуваните функционери и кога ќе заживее конфискацијата. Колку е потребно посебен закон за овие Значи, работи или тие на некој начин ќе се решат доколку почне да функционира антикорупцијска комисија онаква каква што треба да биде и каква што ја очекуваат граѓаните? Значи, во овој закон кој што сега се носи, постои правен основ Државната комисија за спречување на корупција да утврди неусогласеност на изјавите со имотот кој што постои. Во постојното законодавство постојат механизми и одредби за испитување на потекло на имот. Значи, такви одредби постојат. И потекло на имот, по мене, треба да се испитува не само на носители на јавни функции и функционери, туку и на многу новопечени богаташи, кои што ги гледаме дека ги има во Македонија со голем имот. И таква одредба си постои, значи таква законска можност постои, треба само да се спроведе тој механизам. Исто така, веројатно паралелата инструментот за конфискација, значи тој е предвиден, само исто така треба да заживее и да почне да се применува. Тој применува. аспект законската рамка не е проблем. Веројатно таа паралела се влече со некои процеси во соседството, каде што во Албанија, например, има еден така многу обемен процес на проверка на имотите, токму на судиите, па 100 суди мора да ја напуштат судската функција. Има ли потреба од дополнителна проверка
Тоа е Или- процесот на ветинг, но кај нас имате можност за испитување на имот и за одземање на имот што е нелегално стекнат, што е уште полошо од тоа што постои во Албанија. Во Албанија одат на постапка на ветинг, тој што не сака да му се проверува имотот се повлекува. И ништо после тоа нема последици, освен што не ја врши функцијата. Значи, нашата законска рамка овозможува да биде одземен тој имот, ако вие не можете да го докажете. Така што во тој дел ние не поменуваме формално низ ветинг процесот и гледаме дека Албанија сега во одредени институции дури нема луѓе, заради тоа што многу се повлекува Ако и не им почне функционираат. проверката, можеме и ние без суди да останеме. И не само суди. Кажете ми, околу специјалното јавно обвинителство, во овој пакет треба конечно да се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. Во игра се неколку предлози за иднината на СЈО. Што мислите дека ќе преовлада во Значи, тие ние политички објавивме- договарања? Објавивме на ЕНР закон кој што е изработен од работната група во делот на јавното обвинителство. Какви се првичните мислења што ги добивте? Закон кој што е само за специјалното јавно обвинителство. И јас имавме неколку јавни дебати, некои беа и затворени дебати експертски. Мојот став беше дека апсолутно ирелевантно дали ќе ги ставите во еден или во два закони. Битно е што ќе регулирате во тие одредби. И главната дебата се водеше околу тоа дали треба да се во два закони или во еден. Значи, најверојатно ќе одиме на спојување на одредбите од Законот за специјално обвинителство во Законот за јавно обвинителство, значи во еден закон, со тоа што кога ќе се прави тоа спојување што сега на некој начин усогласуваме одредени одредби, мојата првична идеја е дека треба да бидеме свесни зашто беше формирано специјалното јавно обвинителство. Треба да бидеме свесни дека мора да предвидиме механизми, ако се случи некогаш, не дај Боже, тоа што го имавме во моментот на формирање на специјалното јавно обвинителство, да имаме капацитетна институција која што ќе може да си ја врши својата функција. И Како тој да го аспект- подобриме капацитетот на постојното јавно Од обвинителство? тој аспект, мене, она што го разговарав и со обвинителите од другите обвинителства, идејата ми е дека треба она што е успешна приказна во специјалното јавно обвинителство да ја пренесеме во другите обвинителства, а не да ја нарушуваме она што го имаме веќе како постигнување Има ли во ова. можности од аспект на капацитет кадровски, но и материјален, затоа што да бидеме искрени, условите за работа на обвинителите во СЈО и оние во редовното Значи, отстапуваат и се многу различни. се правиме напори во тој дел, но исто така правиме и напори да реално успешниот модел како кадровски потенцијал, тренинг значи во специјалното јавно обвинителство е вложувано и во градење на човечките капацитети, значи на знаењето, тренинзи на тие луѓе, истражителски тим, значи сега се обидуваме да направиме истражителски тимови, односно истражни центри во повеќе обвинителства, бидејќи обвинителот сам не може да си ја заврши таа работа, му треба некој кој што ќе ја спроведе истрагата. Така што во тој дел ќе обезбедуваме услови за сите обвинителства. Целта е навистина да направиме капацитетни институции и во оваа законска рамка која што ќе ја туркаме ние како министерство, секако ќе мора да обезбедиме двотретинско мнозинство и да задржи одреден степен на автономија на специјалното јавно обвинителство. Останувате ли на оној концепт на проширување на надлежностите на специјалното јавно Значи, ќе се обвинителство? прошират надлежностите во насока да не биде само за материјалите кои што се стекнати според постојниот закон, туку и да се превземат надлежности кои што ќе значат гонење на белите крагни и белите јаки, како сакате, значи лица кои што се носители на јавни функции, бидејќи тоа се практично кривични дела од лица кои што се моćни во една држава. Сметам дека и тоа е дополнителен аргумент зошто треба да обезбедиме дополнителна автономија на специјалното јавно обвинителство во однос на другите и треба да ги зачуваме капацитетите и ресурсите кои што им се дадени досега. Деновиве беше промовирана и координативната група за развој на концептот на едно општество со кое што вие председавате. Што е суштината на ова тело? Бидејќи со оглед на составот на телото, каде што е и министерот за култура и представник од ромската заедница, се добива впечаток дека на некој начин таргет ќе биде и образованието и културата. Значи, вчера какви имаше... ќе бидат
целите на ова тело? Беше кажано дека ќе предлага мерки и активности. Може ли попластично да им го објасниме на Значи, во граѓаните? моментот се изработува и стратегија во оваа сфера. Целта ни е практично да ги видиме проблематичните точки кои што доведуваат одредени групи да се чувствуваат на некој начин во понеповолна положба, каде имаме проблематични точки што значат градење, разгорување на омраза, создавање на нетрпеливост, правење на одредена непријатност да се чувствува одредена група и да се предлагаат мерки. Значи, вчера имавме состанок кој што го раководеше премиерот и беше насочен токму за оваа стратегија која што ќе се гради. Сепак ние на избори отидовме со концептот едно општество на сите, значи општество кое што ќе не прави сите да се чувствуваме еднакви во него, сите да се чувствуваме припадници, за потоа да се занимаваме со она што значи крупната цел, градење на заеднички живот за Се добива за сите. впечаток дека за сите суптилни прашања ја имате довербата на премиерот. Ако се суди не само со ова ново тело, туку бевте придружник на премиерот и за време на лидерските средби во клубот на пратеници. Дали тоа се должи на вашата смиреност, на карактерот во политички напнати ситуации да се реагира смирено и здраворазумски, или пак важите како човекот најблиското партиско обкружување на Зоран Заев? Па, ова прашање не треба да е упатено кон мене, него веројатно кон премиерот, но факт е дека навистина ми е драго што можам да учествувам во одредени процеси кои што се значајни за државата. Некогаш ми е тешко тоа, некогаш ми создавало проблеми од причина што сите знаеме во каков период ги водевме тие преговори, сите притисоци низ кои што поминувавме. Јас јавно ниту сум плачала, ниту сум се жалела, ниту сум ги кажувала проблемите кои што сум ги осеќала и притисоците, но мислам дека тој процес на пржински преговори добро го извозевме. Резултатите покажаа дека практично се она што беше договорено даде резултати и јас сум среќна дека имав можност да учествувам во на некој начин одредени историски настани кои што оставија впечаток и печат врз иднината на Македонија. Има ли нешто ново околу барањата за екстрадиција на Никола Груевски и за Бошковски и Груевски во Грција? Значи, за нив ние И испративме дали ново воопшто барање. треба да се очекува? Нас, Грчкото министерство не ни даде собствен одговор, него ни ја испрати одлуката на Грчкиот суд. Значи, тие практично Ја на забетонирале некој начин својата како да позиција. си се уопште не одлучувале, него ја праќаа таа одлука. Ние испративме нови барања. Сега врз основа во тие барања практично аргументираме на она што е дадено во пресудите на Грчкиот суд. Факт е дека до сега, дали е прашањето со Унгарија или со Грција, ние не сме имале проблем во процес на екстрадиција. И сега некогаш кога Да, се меѓутоа соочувате ова е со... многу поразлична ситуација, Значи, кога бидејќи се- ево прашање поранешен премиер на Да, држава. кога се соочувате со ваква ситуација, значи јас пред 2 дена потпишував друго барање и тоа, значи, постапката веќе почната, по добиен одговор од Унгарија, значи ние понатака ја тераме таа за други лица. Сваќате дека овдека не се Ама во тие секогаш... ситуации сигурно Не сакам да унгарски ви кажам. служби не помагале Ама сакам да во ви кажам, трансферот. Поентата е дека практично гледате дека не се во прашање правни аргументи кога се овие постапки, туку се некои политички проценки кои што државата има право да ги направи во тој процес. Значи ние имаме легитимно право да бараме прашање на Грција, прашање на Унгарија да одговори. Треба да одговорат врз основа на Европската конвенција за екстрадиција и тоа е нивна проценка како ќе си ги толкуваат околностите. Затоа ви велам, во други случаи ние немаме проблем. Значи ниту некој нас ни изнесол дека имаме проблем со затвори, дека имаме проблем со неправични судски постапки и слично. Значи немаме такви забелешки. Да, меѓутоа колку е реално да се очекува, затоа што и вие во неколку наврати, премиерот и други високи функционери од владеачката гарнитура тврдите дека очекувате еден ден да биде испорачен Груевски. Но колку во оваа констелација на политички односи, додека е на врвот на Унгарија Орбан,
за кој што се знае дека е близок пријател на Груевски, може да се очекува тој да биде вратен во државата на издржување на затворски казни. Значи, јас и неколку пати сум рекла и сега ќе кажам, ако се одлучува по право, требаше да ни го дадат уште на првото барање. Ама аргументите овдека и причините за носење на одлуките очигледно на странските власти се политички, не правни. Така што се додека имаат тие политички интерес да постапуваат на тој начин, ние немаме начин како да влијаеме и да предизвикаме поинакво нивно однесување. Една од темите за која што посебно се заинтересирани граѓаните се нотарските и извршителските услуги. Што предвидувате во овој дел? Значи, ние веќе собранието го донесе законот кој што се однесува измените на законот за извршување и на законот за нотаријат. Во делот кај нотарите ги скративме судските такси, значи ги ослободивме граѓаните од плаќање на судски такси кога станува збор за комунални услуги, тоа значи намалување. Во делот на законот за извршување предвидовме исто така ограничување на лимитот на надоместоци кои што може да бидат побарани од граѓаните при комуналните такси, односно оние плаќања на комунални сметки. Има ли простор се уште за нивелирање на нивните услуги? Значи, законскиот максимум е даден. Они не може да излезат над 20% кои што се дадени во законот. И имаше еден процес на навистина реакција од страна на извршителите дека тоа ќе предизвика проблеми и слично. Но факт е дека има многу примери кои што дојдоа до Министерството за правда, во кои што видовме дека одредено право да наплаќаат надоместоци било злоупотребувано и неколку пати се наплаќале одредени трошоци и се билдале ненормално високи трошоци за извршување и сметавме дека сепак мора да бидеме свесни дека комуналните сметки ги плаќаат, односно не можат да ги платат луѓе кои што спаѓаат на некој начин во ранливите групи. Колку е ефикасна контролата на Министерството за правда во делот на работењето на извршителите? Значи, ние немаме надлежност да вршиме контрола во целокупното работење, во одредени сфери. Јас правам секој месец годишен распоред на контрола, но исто така и по преставки од граѓани ги праќаме вработените во контрола. Во повеќе случаи од кога сум влезена во Министерството, имам покренато дисциплински постапки против извршители и нотари, но тие дисциплински постапки ги водат коморите. И сега јас барам и сум разговарала со нив одговорен однос на самата комора која ќе се иницира дисциплинска постапка сериозно да биде разгледана и да биде одлучена, а не да се штитат меѓу себе на колегијални основи. Тоа е некако на иста линија со внатрешната контрола во МВР, што се покажа дека е неефикасен инструмент. Значи, тоа е инструмент кој што е предвиден во законите, како инструмент кој што на некој начин се одвесува со европските стандарди. Но исто така, доколку се утврди дека некој нотар или извршител направил кривично дело, на секоја странка стои во нејзина диспозиција да иницира со кривична пријава, кривична постапка против тие. Така што од тој аспект тие не се заштитени од кривично гонење, туку дисциплинската постапка само ја водат нивните комори. Кажете ми, зошто се уште не може да профункционира пробацијската служба? Значи, во делот на управата за извршување на санкции, набавени се тие алки кои што треба да бидат ставени во рамките на пробацијата, имаат некоја постапка треба да спроведат за одржување на тој систем, бидејќи од кога се набавени треба да практично софтверот да се ажурира за да може вие да не само да ставите алката, него и да ги следите. Така што таа процедура која ќе се ја спроведат во управата ќе може да биде ставени во функција. Значи, проблемот е да се усогласат со Законот за јавни набавки, да спроведат транспарентна постапка, а од друга страна имаат проблем што се набавени алки од една фирма и софтверот може да го одржува само таа фирма. Значи, бараат законски модус да бидат во рамки на законот и да може да се стават во функција. Влегуваме во финалето на емисијата. Ќе ве прашам на крајот две лични прашања. Првото, малкумина знае дека имате книжевни афинитети, сте издавале книги. Имате ли време со оглед на обврските во владата, во Министерството за пишување? Не, веќе од кога почнав да се занимавам со право, тој дел го
затворив зад себе. Сега, кога наоѓам време, барам време да читам, заради тоа што сакам да читам, сакам да одам на театар, тие работи да ги покрием, инаку веќе пишувам само правни текстови. Така, и на крајот кажете ми, ќе има ли владата одмор за празниците? Или со оглед на роковите и на обврските ќе Некако ми биде делува активна? нереално многу, заради тоа што денеска добивме порака дека треба да има седница на 2 јануари, а исто така на денешната седница беше донесена одлука за препорака за јавната администрација да биде даден неработен ден 2 јануари. Јас очекувам барем дека премиерот ќе се одоброволи да го помести барем да ја помести седницата барем еден ден кога јавната администрација и државната администрација одмара, барем и нас да ни го даде 2. Што на некој начин вие ќе го кршите законот. Министр, ќе ви благодарам за учеството во вечерашнава емисија. А вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Останете на програмата на 1 ТВ. Мојот колега Чумовски продолжува после нас и верувам дека ќе има за вас интересна тема и ќе успее да го задржи вашето внимание. Пријатно.